Се разгоруваат страстите во Демократската унија за интеграција. Јавноста чека одговори, високото раководство молчи. Дали Артан Груби ќе биде сменет од функцијата прв вице-премиер? Скопското крило кое изрази големо незадоволство од министрите на ДУИ, сега со порадикални закани. Доколку Груби не биде сменет од функцијата, дефинитивно ќе делуваат како фракција. Централното председателство на партијата во новиот состав заседаваше до доцна синоќа, бидејќи партиските функционери во извршната власт даваа отчет за сработеното. Но причина за маратонскиот состанок беше и реизборот на Артан Груби за шеф на кабинет на Ахмети, што уште повеќе го зголеми незадоволството кај групата на Изет Меджити. Го прашавме портпаролот на партијата Бујар Османи како Демократската унија за интеграција ќе делува по барањето на Меджити и останатите незадоволни членови и дали можната смена на Груби од функцијата прв вице-премиер би се нашла на дневен ред на следниот состанок. Вчера е исцрпена и завршена дебатата за членовите на влада. На следниот состанок ќе се разговара за работата на другите избрани и именувани функционери и тематски состанок за образование и здравство, одговори Османи. Поради големиот интерес и на вчерашниот состанок на дел од членството да се зборува на тема за именување и разрешување функционери, на следната седница на 19 ноември се очекува жестока дебата за овие прашања. Пред првата конститутивна седница на ДУИ, Изет Меджити, кој е дел од незадоволното скопско крило, кажа дека очекува вистинска дебата и најави дека ќе бараат смена на Артан Груби од извршната власт. Ќе сгреши било кој што мисли дека ќе има само формална дебата. Мислам дека ова е Демократската унија за интеграција каде секогаш има жестоки дебати во функција да се исправиме самите ние, пред да не поправи народот. Поради неефикасност, нереализирање на програмата, ќе бараме смена на господинот Груби. На Централното председателство беа избрани 16 секретари за ист број на партиски секретаријати, а високото раководство состанокот го оцени како конструктивен. Министрите давале отчет за сработеното, се зборувало за актуелната состојба, македонските евроинтеграции, можните измени на уставот. На дневен ред не биле прашањата поврзани со именување или разрешување на функционери, иако Скопското крило изразило големо незадоволство за работата на повеќето министри од ДУИ, а најмногу за работата на вице-премиерот Артан Груби.